Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден. Денес сме собрани овде пред спомен плочата на февруарскиот поход на планината Голак во чест на одбележување на 76 години од февруарскиот поход. Значаен датум од македонската историја. Во февруари 1944 година, со познатиот февруарски поход, Народно-ослободителната војска на Македонија извршила оперативни дејства, речиси на целата етничка територија на Македонија. По пролетната офанзива 1944 година биле создадени покрупни слободни територии и се создале можности за свикување на првото заседание на АСУ. Во втората половина на декември 1943 година и во јануари 1944 година во Мегленско-Егејска Македонија, јужно од Кожух, се наоѓала главнината на македонската војска со македонското партиско и војно раководство. По завршувањето на офанзивите кои беа предизвикани од окупаторот, во кој нашите сили биле победници, главниот штаб оценил дека се создадени услови воените операции на македонските сили од Мегленско да се насочат кон Централна, Западна и Источна Македонија. За таа цел, главниот штаб го направил следниот план. Првата борбена група ја сочинувала првата македонско-косовска бригада, која на 31 јануари 1944 година изутрина од село Бахово требало да тргне преку Мариово, Азот и Порече кон Западна Македонија, а третата борбена група, наречена Тичова група, требало да тргне истиот ден, во исто време од село Зборско преку Беласица, Плачковици и Осогово, да дојде до Кумановско. Втората борбена група, што ја сочинувала втората македонска бригада, требало да тргне изутрината на 31 јануари 1944 година од село Зборско по борбени акции во реонот на Тиквешко и Гевгелици, со задача на себе да привлече што повеќе непријателска војска, за да им го олесни пробивањето на првата и на втората борбена група. Така започнале борбени операции од пошироки размери на македонската партизанска војска, позната како февруарски поход. Успешното изведување на февруарскиот поход имало големо политичко и воено значење за развитокот на нов во Македонија воопшто. Во текот на овој поход дошла до израз високата политичка свест на борците и на населението за постигнување на крајната цел – создавање национална држава. Февруарскиот поход на Пиенечкото подрачје во 1944 година и пролетната мајската офанзива се од огромно значење за умасовувањето на народно-ослободителната борба и конечната победа над фашизмот. Нашата историја не мотивира да чекориме напред, да веруваме во себе. Од секогаш македонскиот народ се стремел кон една единствена цел – независна и соуверена Македонија. По патот на незината независност, од секогаш се испречувале мрачни сили и сценарија, но како и секогаш, нашиот народ успевал да ги надмине истите. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, со големо поклонение кон сите борци кои ги дадоа своите животи за слободата на Македонија, ве поканувам да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава! По повод 76 години од февруарскиот поход, пред спомен плочата на планината Голак, свежо цвеќе ќе положат делегација на општина Делчево, институции, политички партии, здруженија на граѓани и други. Нека повелат.
Почитувани присутни, почестно отбележување на 76 години февруарски поход, негова доделување на благодарност. Го поканувам градоначалникот на општина Делчево, господинот Горан Трајковски, да ги врачи. ФСК Голак Делчево. От тук. Јупчо Чучуков. ПДСР на Делчево. Добро. Тут Гоце Делчево. Сениор Режепов Стручни. Млади волонтери Црвен крст. Црвен крст. ЈКП Брегалница Делчево. Супер. ШС Голак Делчево. Шумско. Толку се знае. Орорм Делчево. Орор Пехчево. Гарски, води земји за шумско стопанство. Орор Беров. Заедно? Читаат некаде. Икlikах, не? Добре. Не знае никој. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, овдешниот собир заврши. Ве покануваме на топол чај во шумската зграда. Пријатен ден!